Родилки кои се на породилно отсуство никако не можат да дојдат до парите кои им следуваат од Фондот за здравствено осигурување. Една од нив е Емилија Жак, која 10 години работи и плаќа данок во Македонија, а веќе 5 месеци е на породилно. Но реалната сума која ја следува никогаш не ја ни добила. Последниве 2 месеци нема земено ниту денар. Моето прашање до социјалното почна преку мејлови да ми објаснат како ги добиле тие пари и зошто јас сум скратена во исплатата. Прво не добивав одговор и после бев посоветувана да пратам официјална жалба по пошта. И тоа е на 28 декември, ја имам испратено првата жалба до фондот, кај што замолувам да ми се објасни зошто ја земам таа сума, зошто ми се кратат, како се пресметува и ако е нешто грешно направено, каде да се обратам за тоа да го исправиме. Јас одговор немам добиен. Жак и натаму продолжува во борбата да дојде до одговор од надлежните. Зошто и се скратени парите од породилното, со праќање на секој можен мејл кој го има на сајтот на ФЗОМ, за потоа да добие кусо и нејасно објаснување. Ми објаснуваат дека јас ја надминувам максималната можна сума што треба да ја земам и затоа мора да ме вратат до максимумот. До 4 просечни македонски плати, што всушност мене ми е јасно, но јас не ја добивам сумата од 4 македонски просечни плати, јас добивам помалце од тоа. Таа прашува дали ова е вистинската стимулација на државата за една жена да роди дете, а при тоа да не ги земе парите кои следуваат. Мојот стандард на живот е колку што земам плата. И државата ми вика, ако родиш дете, ние ќе ти го намалиме стандардот на живот, затоа што максимумот е тој и тој, ние не можеме повеќе од тоа да ти исплатиме. Дали јас сега ќе имам мотивација да имам второ дете, трето дете со тие услови во Македонија? Фрустрирачки е што јас 10 години работам во државава, 10 години плаќам даноци, без разлика дали мојата плата е голема, колкава е мојата плата, секогаш биле уредно платени и сега кога доаѓа време јас да земам од социјалното породилна плата, мене не ми ја мене прво ми ја кратат, а после не ми ја исплаќаат. Емилија Жак работи како програмер. Вели дека не е единствениот ваков случај. Според неа, државата не треба да се чуди зошто програмерите се незадоволни во Македонија и се иселуваат.